Државниот врв се степа кој попрво да ја представи Македонија во Минхен, ама кога се работи за шетање на државна сметка, не е проблем да се оди и во пакет. Шефот на државата Стево Пендаровски, техничкиот премиер Тала Џафери и министерот за надворешни работи Бујар Османи се качија на авион и одлетаа за Германија. Сите тројца да бидат дел од Минхенската безбедносна конференција. Отворено е прашањето дали грешка во протоколот или недоразбирањата на релацијата и Линданска вила водно е тоа што во името на Македонија зборуваат дури тројца представници. Неспорно е и дека кога се плаќа од државната каса, моментот се користи предизборно, да се закачи некоја фотографија плюс на социјалните мрежи. Токму престојните избори била тема на која разговарале Џафери и британецот Сер Стюарт Пич, кој е специјален представник на Велика Британија за Западниот Балкан. Со него во името на Македонија се сретна и Пендаровски. Тоа е нов доказ дека државата не функционира, дека е во хаос, дека се однесува многу повеќе како федерација, а не како унитарна држава. Знаете, во нови организирани држави има координација на нивото на државата во самиот врв и за сите вакви настани се прават договори, се одлучува кој ќе оди, како ќе оди, дури се прават и платформи во интерес на државата кои треба се пласираат на таквите настани. Поранишниот амбасадор гледа и своеглаво постапување на база на етничка основа, наместо над се да се стави акцент на државните интереси на Македонија. Не треба да се залажуваме, најверојатно постои и некако недоразбирање на линија водно и Линденска, односно меѓу владата и председателот, и тоа било и до сега случај. Меѓутоа, мислам дека тука има една етничка, меѓуетничка димензија, кога одредена, мислам, да не зборуваме кој, него сегашниот премиер и министер за надворешни работи, одат по своја линија, одат со своји интереси кои многу често, за жал, не кореспондираат со интересите на оваа македонска држава. Главни теми на Минхенската конференција се руската агресија против Украина и ситуацијата на Блискиот Исток. Сериозни теми, сериозен протокол со присуство на делегации од многу држави. Но само една делегација личи на раштиман оркестар, за жал, тоа е македонската делегација, реагира пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски. Оваа дипломатска грешка го открива непознавањето на протоколот од страна на техничкиот премиер, но истовремено е и недомакинското триплирање на буџетските трошоци. Двоглавото представување ќе биде за подсмевка и другите делегации кои лесно ќе забележат дека во Македонија не постои координација меѓу трите кабинети. Председател премиер МНР, кои се задолжени за надворешната политика. Замислете колку би бил зачуден британецот Сер Стюарт Пич, специјален пратеник за Западниот Балкан, кого и председателот Пендаровски и техничкиот премиер Џафери го сретнаа на две одвоени средби. Од нашиот регион, на конференцијата во Минхен, Грција е представена само со председателот на државата, Хрватска со премиерот, Србија со председателот, Албанија со премиерот, Турција со министерот за надворешни работи.